Почитувани, добро вечер. Трета епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва со нас и со вас е градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Градоначалник, добро вечер, добре ден. Добро вечер, Тино, добро ве најдов. Благодарам за можноста овој нов серијал ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник во пресред на локалните избори и го правиме со цел да презентираме што све е сработено во општините ширум Македонија, а каде што има градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН. Еве да речеме на историски гледано, што наследивте кога ја преземавте функцијата градоначалник на општина Ѓорче Петров? Добро, најпрво да ја поздравам идејата, секогаш е добро да се има простор каде што ќе се поразговара за тековните активности, за оние што поминале, за тие што ги планираме. Одлична иницијатива. Да почнеме еве што викаш од почеток, да имаме некој редослед на работите. Иако помина доста време, веќе сме во четвртата година од мандатот, сега од оваа перспектива гледано, поминавме низ еден многу тежок, да речам турбулентен период на почеток од мандатите. Јас посебно и пар други градоначалници, каде што најлоша беше сликата во рамки на општината, она што се вели финансии, затекнати проекти со проблеми, проекти кои што можеби во истиот момент нема некоја опција за реализација, луѓето нормално си има барања, тие никогаш не застанали, така треба да биде. Ние успеавме во овој период да ги надминеме тие првични предизвици, би ги рекол, на повеќе ниво. Најпрвин, тој дел финансиски, што е најбитен за функционирањето на секоја општина. Кога дојдовме во општината, должевме негде околу 2,5-3 милиона евра. Тоа варираше како ситуации, а негде можете чисто вака за пример да го кажам, буџетот беше од приближно 3,5, да кажам, милиони евра, што значи дека скоро еден цел буџет бевме влезени во дупка, а паралелно го имавме предизвикот зголемени цени на електрична енергија. Сега вака што можам да се присетам, доспеани многу фактури од претходната изборна кампања, бидејќи најмногу работеа само во таа последна изборна година и беше навистина сериозен предизвик, што со добар тим во секторот финансии, со правилно менаџирање, успеавме да скратиме многу од непродуктивните трошоци, да кажам, тоа што беше неопходно, се беше сведено на нула, додека пак се што можевме како буџет алоциравме во средства за тековни работи, проекти кои што ни висеа, да кажам, во тој момент и со една успешна организација успеавме, сега веќе кога гледам наназад, последниот буџет да ни биде 3 пати поголем, 3,5 пати поголем од она што имавме првично како затекнато, како можност за работа во општината Ѓорче Петров. Тој долг после 2,5 години ние целосно го анулиравме, вративме, работиме тековно и сме добри во делот на финансите, сите обврски кои што ги превземаме, она што го работиме на терен, можеме да го платиме. И тоа знаете како ви дава ветер во грб, да не мора пред граѓаните да се правдате во наводници, него да кажувате работи што се реални и тоа што ќе го ветите да ви биде издржано и да може да го реализирате, што за мене лично е многу битно. Во тој дел дополнително кадровски се заакнавме изминатиот период. Пак ќе нагласам дека општина Ѓорче Петров можеби има најмалку вработени во однос на број на жители и како капацитет што го имаме, многу внимаваме на тој дел, да вработиме луѓе кои што навистина сакаат првин да работат, второ да се адекватни и стручни и сериозно се носиме со тој предизвик, бидејќи вие секогаш имате проблем со ресурсите. Или се финансиски, или се човечки ресурси. Ако ви се погоди да ги имате проблемот со двете од денаш, тоа сте во сериозна каша. Но успеавме да исплеваме од таа ситуација. Сега веќе последниве 10 месеци многу подобра сликата, бидејќи имаме поддршката од владата на Република Македонија, од премиерот. Видовме силни заложби за реално реструктурирање на општеството и рестартирање на процесите, не само преку финансиската помош која што се дава со општините, односно имаме можност да искористиме, затоа што за тоа вие треба да сработите еден куп работи претходно, да работите проекти, да сте чисти со целосна документација, за да може да пристапите кон реализација на овие проекти. Ние во постапка нас не се 6 проекти од првиот
Не ни откривај, тоа ќе го Ајде, ставиме, ќе добро, го ќе ставиме го за ставиме. крај, да одиме како што рековме редослед, да ни откриваш одма добро, од јас сите почеток, по да. некој- Јас би сакал сега ако може да ни откриете што ви беше фокус, да речеме, и во предизборната кампања, Така. што ви беше најголем фокус и дали она што ви беше топ приоритет го реализиравте до сега во овие 3 години и неколку месеци. Па видете, ние во кампањата која настапивме имавме, да речам, централен проект, се викаше тој Ѓорче Бескал. Сега за другите може делуваше вака и смешно и несватливо како во 21 век сега ние уште збориме за кал, но реалноста е таа. Дека во Ѓорче, во еден дел од општината, голем дел од условите нема и дел се уште не се на нивото кое што треба да бидат инфраструктурни услови. И ние силно се фокусиравме, тоа не беше првиот столб тука. Така да во првиве 3 години покрај сите предизвици што ги имавме, успеавме над 80 на улици да реализираме во руралниот дел доминантно и дел во урбаниот дел на општината. Значи силно се посветивме на тој проблем. Сега повторно работиме 6 проекти преку владата кои што се однесуваат на патната инфраструктура. А пак со наши средства, бидејќи сега сме во можност, во моментов 23 улици реализираме во урбаниот дел на општината. Тоа е едниот сегмент, да кажам, ајде инфраструктурно. Силно се посветивме на училиштата и на градинките. Ја ставивме во функција новата детска градинка Волков, проект кој што беше закочен поради одредени недоследности. Ја ставивме во функција градинката. Паралелно успеавме да спроведеме постапки и градиме нова детска градинка во Стопански двор. Наскоро почнуваме со реализација на проектот за нова детска градинка во Дексион. Така да во периодот од еден мандат вие да завршите една градинка, да отпочнете со реализација на 2 други детски градинки, сметам дека е сериозен исчекор, бидејќи вкупниот број на градинки во Ѓорче беше 4-5 претходно. Да ги вратите долговите и што да сте ги ги вратите имале. долговите и да направите простор за инвестиции. Се завршија 2 доградби на основни училишта. Тихомир Молошевски и подрачното училиште во Хром. Тие 2 училишта сега имаат посовремени услови за одвивање на наставата. Успеавме да воведеме едносменска настава во поголем дел од училиштата во Ѓорче Петров и мислам дека сме примери за другите општини во републиката во кој правец треба да се движат. Значи тие работи постојано ни се во фокус. Еве сега повторно планираме да аплицираме со проекти за изградба на уште една детска градинка, за доградба на основни училишта, да аплициравме веќе за проекти во првиот бран од вториот повик кој што ќе значат 20 километри нови патишта во Ѓорче Петров. И тука веќе наредната кампања не може да биде на ниту еден кандидат Ѓорче Петров без кал, затоа што Ѓорче ќе ги има решени овие инфраструктурни зафати. И тоа ни е појдовна точка од која што ние понатаму треба да размислуваме за сите оние современи нешта. Паралелно се направи мегапаркот во Даме Груев. Аплицираме сега со проект за нов мегапарк од 18.000 метри квадратни на Кеот во Варат во Ѓорче и еве сега за прв пат ќе кажам дека го добивме проектот за првиот парк во Волково. Значи, тоа што сме го ветиле во изборната кампања, не само што ќе го реализираме до сега, туку и ќе го надминаме како проект и ќе имаме сериозен проблем да за наредниот мандат уставно кажано да селектираме многу други капитални проекти кои што ќе бидат реализирани во нашата општина, затоа што сакаме овие најгорливи работи што се поврзани со општината да ги решиме и ќе ни останат генерално проблемите кои се однесуваат со градот Скопје. И заради кои што може би имаме најголеми реакција, тоа е хигиената, јавниот превоз, кучињата скитници, водоснабдувањето во општината, зборам генерално, бидејќи го имаме проблем. Го имаме тоа како проблем и треба се фокусираме на вистина да ги решиме овие крупни зафати што влијаат на квалитетот на живење во нашето секојдневие. Така да мислам дека јас лично сум задоволен. Сега и не можам да не бидам, бидејќи знам што начекавме, како се движевме по патот и каде сме сега и каде ќе бидеме во иднина, бидејќи создадовме услови за општината Ѓорче Петров да има константно поголем буџет од тоа што беше години наназад. Создадовме услови да се развиваме, да сме една модерна урбана општина која што ќе изобилува, да кажам, со нови содржини. Се фокусиравме исто
еве тоа ќе го изумев и на спортската инфраструктура, 7 нови спортски терени во Ѓорче, најсовремени, дел со тартан, дел со за прв пат, да кажам, вештачка трева, 3 училишта веќе имаат фудбалски терени со вештачка трева, сите мултифункционални објекти се со нова подлога, реконструирани и многу е битно тој дел кај младите, односно кај најмалата популација за кој што ние имаме одговорност и по закон и по надлежности да им создадеме услови за здрав развој. Школски капацитети на градинка и спортска инфраструктура. Ако смеам јас да си дадам вака свое мислење, гледајќи го пак како млади луѓе на се што се случува на социјалните мрежи, ако смеам да заклучам дека најголем фокус имате во иднината, а тоа е да вложувате во најмладите и младите. Со оглед на тоа дека кажавте голем број на проекти кои што се поврзани со градинки и со училишта, дали сметате дека со ова би се решило оној проблем на згрижување на кој што го имаме реално ние како држава, особено во Скопје со градинките, па и она што го напоменавте и училиштата и со воведување на прва смена, тоа е нешто кое што навистина да, вака, треба. Знаете како, тоа е нужно, зашто со години наназад тоа многу споро се одвива тој процес. И сега, за жал, од една страна демографски паѓаме како држава, па од друга страна ние скопските општини имаме друг проблем, бидејќи дополнително луѓе од внатрешноста се преселуваат во скопските општини, што е одлично за нас, за развој, но она што е постоечка инфраструктура не може со толку брз ритам, да кажам, да ги задоволи потребите на жителите. И нормално, тие доаѓаат од други средини, која веќе луѓето купиле, тоа е нивно право и така треба да биде, инвестирале во имот, сака да ги имаат и другите попратни содржини кои што одат со едно, ајде да кажам, нормално, модерно живење, урбано, во најмала рака. И затоа токму го ставивме фокусот на овој дел. Далеку сме од идеални, тоа мора сите да го кажеме, меѓутоа правиме напори да ги забрзаме процесите. Пак ќе повторам, ако во општината имала 4 објекти на детски градинки, а вие во еден мандат почнете 2, со можности 3, така тоа е практично дуплирање на капацитетите во еден мандат. Ако претходно одело едно училиште во една смена, а сега имаме 4 училишта кои што одат во една сменска настава, и тоа не е некој чекор напред. Работиме на проекти за доградба на 3 од училиштата. Зошто? Децата ќе имаат повеќе слободно време, биоритамот е ист, константен, одат наутро на училиште, имаат време за воншколски активности, и родителите имаат време да поминат повеќе време со децата. Така, тоа е еден одличен концепт кој што нас ќе не биде столб и понатаму за како тоа треба да го изменаџираме тој процес, а да, секогаш треба да гледаме кон иднината, да учиме на грешките од минатото и да гледаме да не ги повторуваме, да не го успориме тој пат сега кон иднината. Се согласувам. Кажавте неколку пати и за проектите од владата, тоа ќе ми биде следно прашање, меѓутоа би се задржал сега до крајот на годината, имаме уште неколку месеци, сепак како општина тоа е до октомври некаде плюс минус. Што може да очекуваат жителите на Ѓорче Петров да видат до крај на овој мандат? Па еве, јас веќе напомнав некои од работите кои што и тековно ги работиме. Ние сме сега активни со полна пареја. Кажав дека во моментов веќе изведуваме 23 улици во урбаниот дел. Во скоро време почнуваме со реализација на нов локален пат од Волково до Орман, по барање на жителите. Аплициравме сега со 18 нови проекти по повикот од влада, кои што вклучуваат патна инфраструктура. 20 километри или 89, мислам, улици, да не го кажам погрешно, бројот со нивни краци ќе бидат реализирани во тековната година. Јас се надевам и сакам да завршиме, ако можеме и до септември, да го завршиме. Тоа за да можат луѓето да видат на дело и да почувствуваат разликата. Најавувам нов парк. Дело тоа што ми беше ветување во предизборната кампања на Кеот на Вардар, исто така паркот во Волково, кој што не е со меѓународни
кој што ни е во соработка со меѓународни организации кои ќе биде финансирани од страна на Европската унија. За прв пат проект во Волково ќе имаме од Европската унија. Очекувам исто така оваа година да продолжиме со развојот на спортската инфраструктура, да изградиме неколку нови спортски терени, да ги оплемениме детските игралишта, постојни дел нови. Капацитетите на училиштата сериозно размислуваме за нивно проширување, така од сите области ќе имаме некои работи што за прв пат се случуваат. И знаете како кога луѓето ве гледаат дека работите, после и нивните очекувања се зголемуваат. Така секој нареден чекор е условно да кажам поголем предизвик. Нема да го кажам како проблем, него како предизвик, затоа што луѓето гледаат дека нештата може да се реализираат. Повеќе не сме на општина што велевме нема услови за ова, нема услови за тоа. Нас за целата приказна да биде целосна, ни фали соработката со градот Скопје, односно работата на градот Скопје, да се извршуваат како што треба, да не доцнат со собирање на светот по 2 недели, редовно ги собираат кучињата скитници, да ги одржуваат мрежите што им се постојани, така да Скопје малце поспецифичен од другите градови, баш токму поради заемната испреплетеност на општините со градот. И ако немате таа алка да ви функционира, во тој случај навистина имаат проблем граѓаните. А ние можеме само да префрламе вината од еден на друг, меѓутоа на крајот не го заслужуваат граѓаните таквиот однос. Го споменавте тоа неколку пати, морам како потпрашање да го поставам. Знаеме каков е проблемот со градот Скопје, меѓутоа колку тоа им пречи на жителите на Ѓорче Петров. Зошто едноставно не се работи од страна на градот Скопје? Видете, некадарноста, неспособноста. Не сакам да навлегувам тука во лични квалификации. Мислам, сите сме заморени веќе од тој момент. Укажувано е многу пати, кажувано е. За жал работите се такви какви што се. Максимални напори правиме ние да го купираме тој дел. Ајде, сега, например, не собираат доволно ѓубре, еве ги денеска се нашите екипи и секојдневно се на терен за да завршат работата што не се ја вршат тие. Меѓутоа, ние немаме надлежност над кучињата скитници. Имате многу луѓе кои што постојано до нас се поплакуваат и со право реагираат дека се нападнати, дека има големо, па тие кучиња ни прават други проблеми, го расфрлаат ѓубрето од контејнерите, кај не се собира, пуште го имаме растурено по улици и видите вака кога ќе слуша некоја страна си смета дека тоа може не е толку голем проблем за решавање, но исклучителен и проблем број 1 во моментов е тоа. Имавме ситуации со јавниот превоз, константно имаме помали или поголеми проблеми со другите јавни предпријатија, но ударно е ова. И за жал, таа негативните реакции се префрлаат на сметка на општинските градоначалници, што е целосно неисправно, бидејќи сите постапуваат во рамки на она што ги имаат како ингеренции и надлежности и превземаат мерки за да се справат со ситуацијата. Јас се надевам дека како за брзо ни се локалните избори, дека таа слика ќе се промени. Ги споменавте проектите за владата, споменавте и колку проекти имате конкурирани, колку имате добиено. Ме интересира мене колку значи оваа помош од владата за локалните самоуправи. Па знаете како, значи многу. Значи многу од еден аспект што успеваме за брзо време да премостиме одредени проблеми кои што биле од витален карактер. Секоја општина сама по себе не располага со доволно средства и најголемата што е таа што има најмногу пари за реализација на толку голем обем на капитални проекти од денес. Зборам за проекти по половина, по милион, по 2 евра. И за сето тоа нас биле потребни години работење и поспора реализација на барањата на граѓаните. На овој начин владата навистина излага во пресред на граѓаните, пред се задоволувајќи ги нивните децениски потреби во еден многу покус временски период. И тоа ни остава на нас простор да ние се
фокусирани, најде да речем условно на пофините нешта, паркови, урбана опрема, нашите ресурси да ги насочиме кон буквално секојдневните потреби. Додека пак капиталните проекти типот на училишта, градинки, спортски сали, спортски терени, паркови големи, сето тоа можеме сега да го isfinansираме преку владата. Што значи дека во еден добар буст кон општините Одличен буст, да. за Одличен. решавање на проблемите. Како за последно прашање, со оглед на она несреќа што се случи во Кочани, оној пожар, се прават вонредни инспекциски надзори низ сите општини на територија на Република Македонија. Пред неколку дена, мината недела, не знам точно, не ме фекате за збор, имавте и состанок со ЗЕЛС. Што се случува сега? Мислам, што конкретно ова значи за локалните самоуправи? Така. Овие вонредни инспекциски надзори? Видете, ние инспекцијските контроли се редовни. Во тој дел они постапуваат согласно своите надлежности што ги имаат, дали од областа на урбанизмот, комунална хигиена, животна средина и така натаму. Сега ова што го правиме се вонредни инспекцијски контроли на сите субјекти. Најпрво почнавме од угостителските. Ние немаме толку многу угостителски објекти во Ѓорче, но радува фактот што еве во оваа кампања што ја имаме вонредна, многу од субјектите кои што го сметаат консултативно и доаѓаат и дополнително се информираат за тоа што е потребна документација. Дел од нив се коректни во делот на документацијата, но има и такви кои што има нецелосна документација на која што им се остава простор да извадат. Така да во наредната фаза ќе идеме и со сериозни санкции кон оние кои што знаеле за нештото, а не го спровели. Градоначалник, ви благодарам за вашето вечерешно гостување. Се надам дека ги начнавме сите важни теми кои што се случуваат во Ѓорче Петров, нови проекти, нови градинки, нови училишта, нови паркови, што треба на Ѓорче за да биде она модерна и урбана општина каква што сте ја ветили. Така е, благодарам многу ти на разговорот, многу во поминавте. Ви благодарам. Почитувани гледачи, благодарам и вам за вашето внимание. Ние се гледаме во следното издание на подкастот ВМРО ДПМН зборува. До тогаш поздрав и секое добро.